На иницијатива на граѓаните, јавното предпријатие Чистота и зеленило повторно ја чисти дивата депонија на влезот на населбата Перо Чичо кај поранешен туш. Во акцијата, која започна изминатиот петок, досега се изнесени 30 тони смет, а се очекува до крајот на денов да се соберат уште толку тони отпад на истата локација. Надлежните од комуналното предпријатие апелираат за поголемо присуство на терен од инспекциските служби и полицијата за да се намалат ваквите појави. Но освен смет на дивите депонии се одлага и кабаст отпад, кој што представува дополнителен проблем при чистењето. Директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Ненад Стојановски најави дека наредните денови ќе биде организирана и бесплатна акција за собирање кабаст отпад. За локациите граѓаните дополнително ќе бидат известени. Станува збор за локација кај што фрлаат несовесно граѓани и неовластено, фрлаат смет кој не треба да се фрла тука. Овој потек што се прави мостот во Ѓорче Петров и самата дива депонија која беше на горниот дел, сметот беше во огромни купови. Истиот си има расфрлувано подолу, меѓутоа заради градењето дел остана доле, кој го користат од долниот дел граѓаните. За жал и горниот дел, ние како ЈП Чистота и зеленило сме должни тоа да го направиме. Во тек е чистење на овој долен појас кој ќе продолжи до отпадот подолу, односно кај Орхидеја. И денеска планираме во таа количина едно 5-6 камиони, сигурно најмалку 30 тони смет истото да го изнесеме. Додека се подготвувавме да дадеме ова изјава, поминува огромен број на мотокултиватори, можете да фатите прилог и сега. За 3 минути поминаа 6 култиватори со отпад, јас не знам кај го носат. За оваа работа треба инспекциски служби да излезат и да си ја завршат својата работа. Апелирам и до НИФ, а исто така и до МВР, да преземе активности да ги исклучи од сообраќај, кои се најсериозни причинители. До сега и праксата покажа дека овие казни се во многу мал број и воопшто граѓаните не се дисциплинирани. Предлагам воведување на финансиска полиција и очекувам од оваа влада дека таа втора фаза на децентрализација, не знам кои услови понатаму би требале да ги исполни и тоа навистина да профункционира, бидејќи ЈП Чистота и зеленило во својот обем на работење не може и своите тековни работи да ги постигне, меѓутоа ваквите типови на диви депонии, ваков отпад насни причинуваат дополнителни залагања и ангажмани. Кабаст отпад, исто отпад од сличен тип. Еве овдека имате кабаст отпад. Истиот е изнесен во сабота, а продолжува и делот кој што е недоизнесен и не се фрла само на овие локации, се става пред контейнери на сите можни локации на кои не треба да се става. За истиот ЈП Чистота и зеленило организира акција во текот на година кој ги најавува да граѓаните го изнесат тој отпад на тие локации и ние како јавно предпријатие потоа бесплатно го преземаме како би можеле да не се доведуваме до ситуации до кои сме доведени. Меѓутоа постои многу мала заинтересираност на граѓаните и ако ви речеме во некој проектирани бројки дека од целокупниот кабаст отпад кој што се појавува во текот на година, дали 5% го изнесуваат граѓаните на тие локации на кои ги најавуваме и правиме акции, само ќе докаже дека нема дисциплинираност во тој дел. Еве сега во наредните денови повторно ќе организираме таква акција на одредена локација, кај што граѓаните треба да го изнесат тој тип на отпад, ние би го презеле бесплатно, како би ги заштитили и нив од дополнителни трошоци, бидејќи таа услуга чини. Доколку некој сака да изнесе кабаст отпад, може да се обрати кај нас, ние да му наплатиме на таа услуга, ја презимаме комплетно и ја носиме на депонија во место кај што е определено за кабаст отпад.